почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Изминативе неколку денови, а вклучително и денес, расправаме по предлогот за избор на судија на Уставниот суд на Република Македонија. Замислете, имаме предлог за избор на уставен судија, лице кое е синоним за неправда и кое ги донесе најголемите неправди во овие 3 години, а исто така кој му беше и се уште му е алатка во рацете на Зоран Заев за политичка пресметка со опозицијата. Пред да дојдете на власт, постојано повторувавте дека независно судство и борба против криминалот, корупцијата се ваша стратешка цел, дека потребна е правосудна и безбедносна реформа, како и стратегија за подобрување на едно ново и транспарентно судство и оставки за досегашните партиски послушници. А во случајов сакате да доделите награда престижна судска функција уставен судија на судија чие претходно постапување, како што го видовме досега, е спротивно на основното барање што се поставува при решавањето за составот и начинот на избор на судиите во Уставниот суд. А тоа е обезбедување на независност од принципите на организацијата на власт. Пред да дојдете на власт, зборувавте дека немало правда, дека немало мир. Но кога ќе погледнеме назад од оваа временска дистанца, ќе видиме дека тогаш имаше и правда, имаше и мир, имаше и економски просперитет. Додека по самото ваше доаѓање на власт се изгуби и правдата и мирот, затоа што се вративме повеќе од 70 години назад, во времето кога се судеа луѓе и се праќаа на Голи оток само заради тоа што си ја сакаа Македонија и не беа послушници на тогашната власт. Од една страна вашите усти се полни со Европска Унија, со европски вредности, но вашите постапки го докажуваат сосем спротивното, а тоа е дека ние денес живееме во држава во која Заев те тужи, Заев те суди. Преку неговите инсталации во судската власт, како што е и денешниот предлог за уставен судија. Сакам да ме прашам, од кои принципи се водевте и од кој ред на истакнати правници доаѓа Кацарска? Од кариерата што ја градеше последните години и создаваше судска пракса, одлучувајќи по нарачани пресуди, од заканите спрема адвокатите за изрекување на енормни казни, директно загрозувајќи го правото на обвинетите во предметите, кој по претходна нарачка системот ја избираше токму неа да постапува во предметите само кога обвинети се истакнати членови и поранешни функционери на ВМРО-ДПМН. По која судска етика ќе продолжи да се води Кацарска, кога претходно ги загрозуваше основните права на обвинетите, омалужувајќи ги и дрско посегнувајќи по нивното достоинство, постојано, секојдневно закажувајќи рочишта, за да биде во центарот на вниманието, за да медиумите го пренесуваат нејзиниот глас, дека правдата ќе го стигне секој. А која правда? Таја која им служи на владеачката структура, за да се оттргне вниманието од неа, за да може мирно и далеко од очите на јавноста да размисли каде да наполни некоја нова Луј Витон чанта. Како Кацарска ќе ја брани самостојноста на независна позиција на Уставниот суд, кога повеќе од очигледно е чија продолжена рака е, а и понатака ќе биде? Како тоа ќе ги штити слободите и правата на граѓаните, кога истата видовме како им ги загрозува и ги дискриминира? Каква контрола на уставноста и законитоста ќе врши нарачана селективна режимска? Но токму тоа се бара од сегашната владеачка структура, одработи за да добиеш. Или со други зборови, поддршката од Кацарска, спроведувањето на барањето на дело, испишувајќи судски преседани. Владеачката структура не ја дава како истакнат правник од редот на правниците, туку како сатисфакција и награда за она што самата го сработи, осудувајќи невини луѓе.
и задоволувајќи ги сопствените хирови. Осуди луѓе на 211 години затвор затоа што си ја сакаат Македонија. Овие луѓе се патриоти, луѓе кои ја имаат мојата почит, луѓе кои сакаат да ја спречат насилната промена на уставното име и ја пеа македонската химна, а за тоа беа осудени како терористи. А тие што им ја отворија вратата, беа амнестирани и богато наградени затоа што гласаа за промена на уставното име. Сакам да ви кажам дека ќе дојде време кога правдата ќе излезе на виделина и вие ќе одговарате за овие злодела против сопствениот народ. Ви благодарам.